неспорно е дека спорот за името ќе се најде во некој формат на маса на овие средби на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун со неговите грчки домаќини, меѓутоа дали тоа ќе биде некој вистински негов обид еве пред истекот на мандатот да побара некое решение или некој притисок за решение на спорот за името, или само некоја проформа, во некоја проформа ќе се спомене овој проблем? Мислам дека оваа посета одлично се вклопува во една теза, ако сакате моментално, за силниот американски притисок да што побрзо се реши проблемот со името, за да се отвори нашиот пат кон НАТО. Мислам дека тешко е да се тврди, меѓутоа има бројни индикации кои покажуваат дека целата оваа наша криза, која ги тресе темелите на државата, има токму таа цел да се отвори нашиот пат за НАТО, бидејќи на тој начин ќе се затвори можноста за било каков евентуален руски продор на Балканот. Мислам дека е тоа нивни моментално силен и главен приоритет, бидејќи велам, тие се во директна конфронтација со Москва и се обидуваат на секој начин да го намалат нејзиниот меѓународен престиж, односно нејзиното ангажирање на меѓународен план. И медијаторот во спорот за името Метју Нимиц неодамна посочи дека следната рунда разговори за спорот за името би се случила откако ќе се случат изборите во Република Македонија и откако ќе се реши политичката криза. Што очекувате од оваа посета на Бан Ки Мун во Грција? Очекувате ли нешто, некој конкретен предлог, некои конкретни разговори од грчка страна? Јас сум скоро убеден дека оваа посета на Бан Ки Мун е во функција на американските интереси. Тој се обидува да ја убеди Атина дека е моментот да се реши проблемот со името. Ова што го спомнавте и Нимиц исто така беше во истата функција. Да не забораваме дека сето тоа почна во минатата есен, кога Кери се сретна со Ципрас и Кодзијас во Вашингтон. Да не забораваме дека Кери потоа беше во Атина со истата функција. Оваа следба на Нимиц во Луксембург со Кодзијас исто така беше, сето тоа се потврди дека таа теза дека Америка прави се да овој што поскоро се реши проблемот со името, го потврдува тоа и мислам дека нема друга причина за Бан Ки Мун осем таа, бидејќи да не забораваме, тој пред неполни 2 години мислам беше исто така во Атина, што значи дека немала некоја оперативна потреба и како генерален секретар повторно да оди таму. Велам, ние мораме да бидеме свесни дека се работи за еден конкретен план, за едно конкретно сценарио, да капитулираме, да прифатиме признавање, да прифатиме промена на името, односно прекрстување и така да тргнеме во еден неповрат кој ќе биде катастрофален за нашиот народ и за нашата држава.